Оваа година државата, но и надлежните институции се подготвени да се справат со пожарите поорганизирано, ќе дознаеме во разговорот во студиото со мојот гостин Стојанче Ангелов, директор на Дирекцијата за заштита и спасување. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден, добро ве најдов, благодарам за можноста. Ако се навратиме минатата година и со проблемите со кои што се соочивме или се соочивте вие како институција, минатата година трите воздухоплови кои беа на располагање за гаснење на пожари беа приземјени, не беа сервисирани, нема употребна дозвола за да може да бидат управувани, немаше доволно пилоти и се соочивме со сериозен проблем на терен во справувањето со пожарите. Иако ова е вовет, моето прво прашање ќе биде: вие од неодамна сте прв човек на Дирекцијата за заштита и спасување. Каква е состојбата во дирекцијата во моментов? Би рекол дека дирекцијата ја затекна во агонија. Сите нејзини функции беа, а некои остануваат нарушени, но јас сум оптимист и мислам дека многу брзо ќе биде ставена во полна функција. Токму и тоа беше целта на мојата, условно кажано, прекоманда или трансфер во оваа дирекција, бидејќи премиерот ценеше дека ќе можам да ја кренам на висина на задачата. Но и ваше прифаќање на одговорност. Па се разбира, од одговорност никогаш не сум бевал досега. Треба да се помогне на татковината тогаш кога е тешко, а сега е навистина тешко, бидејќи дирекцијата и така беше во лоша состојба, но ставањето во притвор на директорот пред мене поради случајот во Кочани дополнително ја влоши ситуацијата. Дирекцијата остана повеќе од 2 месеци обезглавена, период во кој што некои нејзини функции кои што и така отежното се одвива, уште повеќе ослабнаа. Она што можам да го кажеме дека во периодот кога дојдов овде немаше ниту еден ер трактор, набрзо потоа еден се врати. Останатите 2 моментално се на сервис, правам, би рекол, надчовечки напори, со силна поддршка на премиерот и владата, останатите 2 да бидат вратени, бидејќи сервисот чини поскап од она што е предвидено со буџетот на ДЗС за оваа година, односно откриени се дефекти кои што не биле планирани. Причините се повеќе слојни, но тоа ќе одземе време доколку ќе објаснувам. Од тие причини побаравме дополнителни средства кои што секој дека ќе бидат обезбедени и верувам дека некаде до крајот на овој месец или првите денови од јули сите 3 ер трактори ќе бидат овде и во завршна фаза се разговорите со двајцата пензионирани пилоти, нашите херои кои што минатата година помогнаа, верувам дека ќе помогнат и оваа година и ќе имаме 3 сервисирани воздухоплови со 3 искусни пилоти. Првиот пилот е мој драг пријател, многу одамна, некаде на крајот на 90-тите, кога бев прилично млад, заедно со него летав во аероклубот во Штип, заедно летавме на Едрлица, лично го познавам, храбар човек, храбар пилот кој што одби повеќе понуди за драстично поголеми плати, да остане овде, го замолив да остане барем додека не обезбедиме нови пилоти, односно додека не создадеме нови млади пилоти за кои што платата ќе биде прифатлива. Можам да најавам дека благодарение на силната поддршка на премиерот и владата веќе е во процес двојно зголемување на платата на авиооделението и на пилотот, но и на воздухопловниот персонал, кои што се вкупно 10 луѓе заедно со пилотот и кои што навистина имаат многу ниски или најмалку двојно пониски плати во споредба со воздухопловниот персонал во армијата и полицијата. Тоа ќе действува мотивирачки и при наредни конкурси да привлечеме нови и млади луѓе во ово оделение, затоа што сега, кога вие би му понудили некому 60 или 70 илјади денари плата за да лета со ер трактор, секако дека никој не би прифатил, бидејќи за почеток обуката и добивањето на таква професионална дозвола е скап процес, но има и многу други причини. Летањето со ер трактор е една од најризичните работи во авиацијата, бидејќи особено нашите ер трактори се амфибии, што значи дека слетуваат на вода, полнат вода во движење од езера и понатаму истите не се аеродинамични поради овие пловаци кои што ги имат кај она место каде што се тркалата, односно каде што би имало ногарките на хеликоптерот, за да имат представа вашите гледачи. И тешки се за управување со нив управува само еден пилот, што значи дека се економични, за разлика од нив со хеликоптерите управуваат минимум 2 пилота, еден инженер на лет и имаме управувач со ведро, 4 лица посада. И верувам дека ер тракторите ќе бидат тиднина на
гаснењето на пожари во текот на летото, на шумски пожари, бидејќи се сепак најекономичен начин на гаснење од воздух. Од ова што го кажате, всушност пред почетокот официјално на летото и веќе почна и подготовките да бидете подготвени како институција, но и на ниво на држава за престојниот период и можната појава на пожари. Тоа што всушност како прв човек на дирекцијата за заштита и спасување најавивте дека се организирани со тимови за брз одговор, а снабдени сте и со дополнителна механизација за гаснење на пожарите. Меѓутоа, тоа што беше најголема слабост минатата година е поддршката од воздух поради непристапниот терен каде што имаше појава на пожари. Кажавте дека правите напори трите авиони за гаснење на пожари да бидат подготвени, да бидат ставени во функција. Морам да истакнам дека минатата година вие се истакнавте како прв човек на Центарот за управување со кризи кој беше постојано на терен при гаснење на пожарите, па можевте и директно на терен да ги видите и проблемите, кои се недостатоците и на што треба да се фокусираме за подобрување на состојбата за подобар одговор при пожари. Што ни недостасува и на што треба да се стави фокусот? Широко ова тема ќе се обидам да бидам краток, кај нас целиот систем има недостатоци. Системот за управување со кризи, особено во делот на противпожарната заштита, од која што најмногу сме засегнати, бидејќи најголемата реална опасност во нашата татковина се пожарите. Пожарите на отворен простор и шумските пожари, додека останатите опасности кај нас се на многу пониско ниво. За разлика, например, од Америка, каде што имате торнада, има други видови на опасности, големи. Во Јапонија бев пред неколку недели големи слечишта, секојдневни земјотреси и така натаму. Но она што е наша цел како влада е спојување на овие две институции или формирање на една нова институција на кој што ќе ги обедини функциите на ЦУК и ДЗС, ова постојано го зборувам веќе неколку години, и токму тоа е и една од дополнителните причини за мојот трансфер во ДЗС. И практично вие очекувате поголема организирано со спојување на овие две институции. Во суштина, одговорот на вашето прашање е тој. Одејќи на терен, јас видов многу недостатоци и недоследности при гаснењето на пожари. Некои од тие се однесува на ЦУК, тие ги елиминирав. Центарот за управување со кризи е во одлична кондиција, кој да е директор, ако многу не се меша во кадрската политика, институцијата ќе функционира одлично долго време. Од друга страна, дирекцијата за заштита и спасување беше во многу лоша состојба. Сега има можност одвнатре да ги видам проблемите кои што ги имам детектирано на терен. Бидејќи едно е кога гледате однадвор, друго е кога гледате одвнатре. Веќе детектирав слабости, но истовремено можам да кажам дека таму затекнав изворедни луѓе. Во дирекцијата има одредена, иако мала бројка на изворедни професионалци со изворедно образование, кои што на вистина се веќе драстично помотивирани и верувам дека ќе помогнат покрај оваа поддршка од владата, без која што е невозможно да се постигне успех во овие сфери каде што се чини и повеќе пари. Авиацијата е на вистина многу скапа, но со поддршка на вработените од дирекцијата сметам дека сите заедно ќе успееме да ги отстраним оние слабости кои што ги имам детектирано на терен, но воедно ви го гледав и прилогот пред да почнам да зборувам. Не само дирекцијата или претходно центарот, не само јас, многумина одеа на терен. Ја бев највидлив, можеби и најинтересен за вас медиумите, бидејќи постојано тој беше всушност улогата на центарот да ги приближим информациите поблиску до граѓаните и на тој начин ние ја кревавме свеста, благодарение на вас медиумите, денес свесноста кај граѓаните за опасноста од пожарите и колку лесно може да настане еден пожар е на многу повисоко ниво. Овие теми се... Да, морам да ве прашам, што е со недостигот на противпожарна опрема? Возилата на територијалните противпожарни единици во земјава се стари, недоволни на број, а некаде недостасуваат и човечки ресурси. Што во таа насока? Ова прашање треба да се упати до локалните територијални противпожарни единици или до градоначалниците. Дури ние дојден фрапантен податок дека има повеќе од 70 неисправни противпожарни возила, што треба само да се поправат. Но тоа само да се поправат изгледа лесно кажано од мене во студио. Кога би бил градоначалник и јас би имал проблем со поправките, бидејќи за тоа се потребни повеќе пари. Зборуваме за теренски возила или за цистерни, кои што чинат повеќе пари. Но сепак во пресред на пожарите кои што повеќе од сигурно предстојат пред нас, треба да се
посвети повеќе внимание на оваа тема, затоа и владата лично, преку вице-премиерот Љупчо Димовски, но и со премиерот на неколку работни состаноци зборувавме на оваа тема, владата да најде начин како да помогне на локалната самоуправа да се овие возила стават во функција, затоа што се работи за возила кои што во државата постојат, ги има, но не се уредно сервисирани. Од друга страна, подготвувам едно изненадување за кое што се уште е рано да зборувам, но оваа сезона ќе ја пречекаме убедливо најподготвени досега. Повеќе информации ќе имате за кон крајот на месецот и почетокот на наредниот месец. Убаво ќе беше да имаме ексклузивна информација еве во оваа гостување. Видете, не би можел се уште да кажам, но можам да кажам дека владата сериозно работи, значи со полн капацитет, затоа и во неколку наврати спомнав дека со поддршка на премиерот и владата, бидејќи јас сум директор на институција кој што моментално работи на обединување на две институции, но без поддршка на владата тоа е невозможно и претходната влада се обидуваше да ги отстрани истите недостатоци, за жал не успеа. Сега се работи многу похрабро, многу побрзо и многу повеќе се инвестира. Јас сум голем оптимист и сум убеден дека за неколку недели граѓаните ќе може да видат што се подготвивме за оваа сезона и ќе бидат пријатно изненадени, но тоа е, би рекол, еден старт, затоа што ова е прво лето на оваа влада. Минатото не го сметам, бидејќи владата беше формирана на 23 јуни, додека да најдат каде се наоѓаат министрите, знаете, почеток на владење, требаше време, веќе пожарите беа разгорени на целата територија. Значи, ние зборуваме за процес. Јас размислувам стратешки за наредните неколку години. Што значи да се детектираат проблемите, а потоа активно да се впуштите во нивно решавање и рековме поголема организираност и повеќе средства, финанси, за да може да се надополни сето тоа што недостасува, за да може кога ќе имаме проблем на терен соодветно да се делува. Меѓутоа, велиме дека најчеста причина за настанување на пожарите е човечкиот фактор и една од мерките за нивно спречување и забраната за движење во шуми и секој кој што ќе сака да се движи, спортува, планинари, ќе може да извади соодветна белешка. Па дали очекувате конкретни резултати од оваа мерка како дел од превенцијата од намалување на пожарите? Без малку сите пожари се настанати од човечки фактор. Минорен е бројот на пожари настанати еве од гром. Сите останати се од човечки фактор, најголем дел, убедливо најголем дел ненамерно предизвикани. Најголеми причинители се земјоделци и сточари, кои што палејќи из трништата губат контрола врз огнот, сточарите кои што ги палат своите пасишта за да добијат свежа зелена трева, да изгорат трњата кои што и сметат, потоа пожарот излегува вон контрола. Често се случува ненамерно оддалат кои искри од... Имавме пожар кога една возрастна господја правејќи ајвар или нешто слично, во својата викендица предизвика многу непријатен пожар за кој што потребивме сите капацитети кои што ги имаме да го ставиме под контрола и да го изгаснеме. Од друга страна, многу мал број на пожари настанале во планина. Тука веќе имаме пожари за кои што сум прилично убеден дека се намерно подметнати поради економски мотиви, од криминални групи луѓе кои што сакаат да заработат на тој начин. Но оваа мерка забрана за движење во планина не треба да се кажува како забрана за движење, затоа што во суштина секој оној кој што сака може да отиде, само треба да се најави во национални шуми и веднаш ќе добие дозвола, никој нема да биде одбиен. Да се има контрола кој е присутен на терен и кога кажувате забрана, кај граѓаните создава перцепција дека тие не смеат да одат. Нашата цел како влада не е да и забраниме на граѓаните да се шетаат, да планинарат во нашите преубави планини. Да, тие тоа може да го направат. Само треба да се јават на телефон. Треба да извадат дозвола ден однапред, ако некој планира да отиде. Од друга страна, планинарите се најголеми пријатели на природата, па и наши најголеми пријатели на нас, кога зборувам наши, мислам на сите ние кои што сме во системот за борба против шумските пожари. Планинарите, кога планинарат, ако забележат чат, ако забележат оган, веднаш ќе јават. Од друга страна, ако најдат на помал пожар, тие знаат и да го изгаснат. Јас не познавам планинар кој што предизвикал пожар. Нема такви примери. Зборам за сериозни планинари кои што не зборам сега за некој кој што еднаш отишол во планина и да направи скара. Неодговорно е летно време да се пали било каков оган, особено скара. Апелирам до сите граѓани да не користат никакви запаливи средства во природа,
непотребно е, не треба ни да кажам дека не треба да палат оган, мислам дека тоа сите го знаат, но минатата година детектиравме појава на пожари од оние апарати за плашење на птици. Ако некаде се движите и слушате нешто како истрели, имаме гасни уреди кои што пуштаат звук сличен истрел за да ги брка птиците од лозија, од овоштарници и така натаму, но имавме неколку случаи кога поради високите температури доаѓаше до нивна експлозија и појава на пожар. Апелирам и до сите оние кои што користат вакви гасни уреди тоа да го прават во согласно со закон, бидејќи се уште немам информации колку е тоа законски, дали е дозволено, дали е забрането, но да бидат многу внимателни, бидејќи тие уреди може да предизвикат пожари. Морам да ве прашам, дали вие лично се чувствувате подготвени за одговорноста што ја имате како директор на Дирекцијата за заштита и спасување, да го направите сето тоа што го најавивте денеска во разговорот, заедно со она изненадување кое што го подготвувате за наредните недели? Изненадувањето не го подготвувам сам. Значи, тоа изненадување би рекол дека директно е вклучен премиерот, министерот за внатрешни работи, градоначалникот на Кавадарци, министерот за одбрана. Не имаме редовни средби. Значи, би рекол дека врвот на владата, вице-премиерот Љупчо Димовски, кој што и предводи работната група за тие широки реформи, не имаме редовни средби. Јас сум пријатно изненаден дека лично премиерот и сите овие министри кои што ги набројав имаат интерес и живо разговараме, би рекол и во детали, како подобро да се справиме со пожарите. И јас ова сезона повеќе ќе бидам командант на терен, кој што треба да ги командува сите ресурси и координира сите ресурси кои што ги има државата, но со поддршка на министрите и премиерот, но и поддршка на вработените. Без поддршка на вработените не можам да направам ништо, се разбира. И она пак ќе кажам оптимизм од она што го видов. Во ЦУК веќе имам кажано дека има изворедни професионалци, одредена бројка која што е сосем доволна, со поддршка на вработените во ЦУК, вработените во ДЗС, мислам дека ќе можеме да се максимално квалитетно избориме против пожарите. А тоа дека ќе изгорат повторно одредени површини, да не се лажеме однапред, сигурно ќе изгорат. И минатото лето не изгоре пола држава, не изгореа 10%, изгоре многу помалку, и ако јас не бев лично, сега зборувам само за мене, ќе изгореа 10 пати повеќе површини. Ова е одговор на некои напади од опозицијата или од некои злонамерници кои што зборува дека изгорела пола Македонија. Па јас посетив некои од местата каде што имаше пожари, како на пример пожарот во Овче поле, некаде не може да забележите дека имало пожар. Оноmu каде што гори трева, последиците се многу, би рекол, благи. Има штета по живиот свет, но природата се обновува. Природата е многу интересна работа. Отидете било каде, еве, како новинари, па и приватно, ако се шетате некаде, погледнете ги местата каде што горела ниска вегетација. Пожарот не се забележува. Штетата е голема оному каде што гореа зимзелени дрвја. Штетата е голема во регионот на општина Македонски Брод, кај планината Тажево, каде што навистина изгоре многу квалитетен бор и кој што навлезе дури и на територијата на заштитениот појас или ловиштето Јасен, и кај Пехчево, каде што изгоре парче од преубавата шума од Малешевијата. Останува да ја научиме лекцијата од пожарите од минатата година, пред се институциите да бидат подготвени за ова жешко лето, да имаме што е можно помалку пожари со кои што треба да се справиме, но лекцијата да ја научат и граѓаните да бидат внимателни, да се грижат за природата и на ниту еден начин да не допринесат за настанување на пожари. И доколку забележат сумнително поведение на човек кој што можеби ќе предизвика пожар, можеби ненамерно, не зборам дека некој намерно, сега ако некој пали скара во борова шума, можноста да предизвика пожар е огромна, а во боровата шума има убава сенка, ама има и суви иглички, шишарки, кои што се палат за миг и имаат смола. Апелирам до сите граѓани, доколку забележат сумнително поведение кој што представува ризик за појава на пожар на отворен простор, веднаш да пријават на бројот 112. Ви благодарам многу за гостувањето и ви посакувам мирно лето доколку станува збор за пожари кои што не сакаме да ги имаме. Благодарам.